21 март 2025 година во Македонија се уште се денови, на жалост, по трагедијата. Еве продукција Скок прв пат се јавува вака со видео. Изразуваме сочувство до сите семејства кои што загубија своји најмили. Се наоѓаме во Вадус, во Лихтенштеин. Тука сме со македонската фудбалска репрезентација која што ќе го игра надпреварот од квалификациите, првиот надпревар од квалификациите за светското првенство што ќе се одигра нели во 2026. Што да кажеме, репрезентацијата се чувствува ова што ние го чувствуваме сега на ова прво јавување. Тука од Вадус се чувствува и во репрезентацијата. Мислиш ли, Зоргутов, дека ќе има тоа влијание на играта што не очекува веќе утре, или дека ќе успеат фудбалерите да дадат се од себе, да речам на момент да бидат инспирирани можеби за репрезентацијата? Мислам дека стратегијата на раководството на Фудбалската федерација на Македонија секако поддржана од селекторот Благоје Милевски, капитенот Барди и сите други репрезентативци, која Јован Манев пред камерата на Фудбалската федерација на Македонија успеа да ја пренесе пред тргнувањето за Цирих и доаѓањето во Вадуц, потврдува дека фудбалската репрезентација сочувствува и гордо ја искажува својата почит кон оваа трагедија која ја зафати Македонија, во која настрада многу млади луѓе, а голем број исто така се уште се борат со повредите. Сочувство до фамилиите на загубените деца, роднини и пријатели, секако поддршка за што побрзо оздравување на сите повредени. Во таа конотација македонската фудбалска експедиција молчишкум допатува онака достоинствено во Вадус и ќе го одигра на 22 март овој надпревар. Во таа насока продукција Скок подготви на емисија во согласно со овој протокол на деновите на жалост, насловена фудбалски кога би се пласирала македонската фудбалска репрезентација на едно светско првенство, ако не сега, ако не искористи оваа шанса. Така, во тој контекст јас ќе кажам насловот на оваа емисија кога ако не сега е единствено со причина за тоа што продукција Скок силно верува дека оваа репрезентација има голема шанса да дојде до баражот, значи до баражот после овие квалификации кои што ќе не води на тоа толку посакувано историско светско првенство. Ти го имаше тоа подготвено низ бројки, низ убаво објаснато што ќе се види сега во продолжение на емисијата, колку се големи и реални шансите без разлика на тоа што играме на вистина со репрезентации силни како што се Белгија и Велс. Значи, и Казахстан е во нашата видео. Така, не, Белгија и Велс ги потенцирам како силни репрезентации, надевајќи се дека Лихтенштеин и Казахстан треба, ајде условно кажано, полесно да ги поминеме. Релативно послаби репрезентација од нашата, иако во фудбалот никогаш нема слаби и подобри. Не и се оно што продукција Скок го подготви, реков во овие 7 дена на жалост, согласно тој протокол ќе го имитуваме, ќе можете во продолжение да ја видите оваа мини анализа. И она што е најважно, ја само ви потенцирал, македонската фудбалска репрезентација има 3 начини да се пласира на светското првенство 2026 година кој се игра во Америка, односно Соединетите Американски држави, Канада и Мексико. Тоа е да бидеме први во група со противниците кои веќе ги кажавме, да бидеме втори во групата и директно да обезбедиме бараж, и третиот начин да влеземе како една од прво пласираните репрезентации во Лигата на нациите во тој толку посакуван бараж, а за тоа имаме исклучителни шанси и реални шанси да го играме тој бараж. Што ќе биде понатаму е многу тешко и неизвестно во овој момент да се каже, меѓутоа баражот е пред нас. Зошто така мислиме? Погледнете во продолжение низ овие слайдови и овие анализи, да не речам бројки, тимови, и со еден мал осврт што всушност значи светското фудбалско првенство низ еден краток историјат подготвен од нас. Ќе се јавиме со емисија
и од тренингот на репрезентацијата и пресконференцијата што ќе бидат денеска, ден пред одигрување на утрешниот натпревар. Ќе се јавиме со уште едно видео.